Јас само исто ќе дополнам. Кажани се проблемите што се кажани, но знаете како сметам дека наша обврска е да излезе таа програма, бидејќи институциите и не се само институции во прашање, значи има издруженија на граѓани кои што исто така одбележуваат и се вклучени во овие процедури во одбележувањето на значајни јубилеи, и тие не прашуваат нас зошто нема програма. Сите се свесни дека нема финансиска помош од собранието и нормално, мислам, никогаш не имало. Еве и во 2003, затоа ја прочитав таа одлука, и во 2003 исто така немало финансиска помош, но сепак било задржан еден момент на дигнитет на собранието, значи на важноста на собранието како највисок орган, дека обрнува внимание на тие значајни јубилеи, настани, годишници кои што се дел од нашата култура, дел од нашето културно наследство, меѓутоа и дел од нашата културна меморија. И сега не сакам да бидам погрешно сватена, меѓутоа морам да пренесам какви беа реакциите и на институциите, па и на поединци, па и на МАНУ, па и на членови на чии академици. Например, за минатата година не излезе никаква одлука, ништо, дури не се ни основани тело. Минатата година беше целата година во знакот на одбележување 150 години од раѓањето на идеологот на македонската борба и револуција и постоењето на македонската држава Гоце Делчев. И сега имаше во истиот момент кога се разговараше, се преговараше со Бугарија, се случува сите тие француски предлози, сите тоа, знаете како излезе народот, вика, вие се плашите од собрание да дадете одлука, бидејќи ќе ви се наљути Бугарија. Значи јас само кажувам што беше коментирано и како беше кажано. Без разлика на тоа што не се основало, имало изборна влада, имало ово, народот тоа поинаку го перцепира. И затоа сметам дека е обврска наша ние тоа да го објавиме. Па понатаму, дали има финансиски импликации, нема, што ќе биде, како ќе биде, тоа е друга работа. Но ние како Комисија за култура барем да се завршиме својата работа. И да не доаѓаме во ситуација да не прашуваат и институции и поединци зошто тоа не е завршено. Знаат тие дека немаат финансиска помош од собранието, јасно им е. Но се оставија одбележувањето на овие значајни годишници и јубилеи веќе 7 година на волја на институции и поединци, што не е добро. Тоа не е добро, навистина, и тоа покажува нешто друго, не покажува грижа, туку напротив не грижа. И сега ние, знам јас, Институт за национална историја веќе и минатата година и оваа година одбележа јубилеи. Во моментов и во овие денови сега денеска тече една конференција во која што излезе изборник за Македонија и Илинденското востание. Значи, институциите си работат, но државата и собранието како да не се грижи. Тоа е впечатокот кај Министерство за култура, го спомнавте, колешка, Министерство за култура, јас со министерката разговарав за жал оваа година во националната програма, значи во програмата за проекти од национален интерес, не видов ниту еден проект кој што се однесуваше на одбележување, например, на 120 години од Илинденското востание. Може би тие проекти не биле финансирани од технички причини, или јас не навлегувам зошто, меѓутоа во програмата де факто немаше таква ставка. И повторно ќе кажам, институциите си го одбележуваат тоа, но не е лошо, ние сепак можеме, верувам дека можеме, во ова собрание се случувале процеси многу побрзо, да ја надополниме комисијата, да до крајот на месецов ние можеме да излеземе веќе со една програма, која што ќе го опфати, ако ништо друго, 2 август, која што ќе одбележа поголемиот дел од јубилеите ќе бидат сепак одбележани. Значи, сепак, собранието ќе има чист образ, да кажам, дека си ја завршило работата. Да не плюкаат после институции и граѓани, вие намерно не објавувате програми. Само тоа ми беше и затоа барав оваа информација. Навистина треба да бидеме посвесни за таа работа. Ви благодарам. Благодарам на вас.